Благодарам. Почитувани колеги пратеници, пред нас е годишниот извештај на Комисијата за хартии од вредност. И генерална забелешка за овој извештај е тенденцијата да се прикаже резултатот на целиот пазар на капитал како заслуга на Комисијата. Законот пропишува да се поднесе извештај за работата на Комисијата, а истиот содржи информации за резултатите на пазарот на капитал и тоа за берза, депозитар, овластени учесници, инвестициски фондови и акционерски друштва. 2/3 од извештајот се информации и податоци за резултатите на другите субјекти. Во извештајот доминираат податоци за учесниците на пазарот на капитал, што резултира со обемен извештај за работа на повеќе од 150 страници, со што се сака да се постигне перцепција дека самата институција имала огромен обем на работа и постигнала резултати, а всушност тугите заслуги си ги препишува за себе. Извештајот треба да содржи податоци за работата на институцијата согласно нејзините надлежности, а останатите податоци се достапни преку извештаи на учесниците на пазарот и берзата. Уште повеќе, извештајот се оптоварува со споредбени податоци за 4 години наназад, а со тоа уште повеќе се обременува како намерата да била пратениците да се откажат од читање и проучување на извештајот. Воедно, овој извештај е објавен на страницата на Комисијата во предлог форма, што е спротивно на законот, бидејќи, согласно законот, извештајот се објавува на веб страницата на Комисијата само по неговото усвојување од страна на Собранието. Во извештајот се истакнува дека институцијата била транспарентна, но доколку малку подлабоко се анализираат настаните, ќе видите дека тоа воопшто не е така. Во извештајот наведени се информации за завршени постапки издавање на одобрение на неколку општини за издавање на општински обврзници. Но сите ние сме сведоци на тоа дека владата, предводена од СДСМ и ДУИ, не дозволи издавање на општински обврзници и со тоа спречи развојни проекти од значење за граѓаните. Ако беше транспарентна, оваа комисија ќе излезеше јавно и на пресконференција ќе го бранеше ова свое решение и на таков начин ќе ја докажеше својата независност како регулаторно тело. Во морето на податоци кои се превземени од берзата, фондовите и другите учесници, срамежливо се вметнати информации за донесени мерки и решенија од кои не може да се види кои се учесниците во тие постапки. Доколку Комисијата за хартии од вредност беше транспарентна и постапуваше законски, донесените правосилни решенија ќе беа достапни на нејзината веб страница, како што уредува Законот за хартии од вредност, или било утврдено дека 27 решенија се правосилни, но истите не се објавени на веб страницата како што пропишува законот. Наместо ова, веб страницата изобилува со податоци за склучени меморандуми за соработка со институции со кои Комисијата и онака треба да соработува. Извештајот содржи податок дека во последните 3 години, замислете, немало јавни понуди на акции. Како Комисијата всушност делувала кај акционерските друштва стимулативно за да се финансираат преку берзата? Како допринела за развојот на пазарот? Нема информации за превземени активности за поттикнување на јавни понуди и финансирање на стопанството преку берзата и слично. Или овие информации не се во извештајот, бидејќи такви активности воопшто не биле спроведени. Комисијата треба да објасни како и поради кои причини во една година спроведувала постапки за превземање на акционерско друштво, исто акционерско друштво, и тоа во 2 наврати. Имено, видно од извештајот, во 2023 година спроведени се 2 постапки за превземање на акционерското друштво Мермерен комбинатот Прилеп. Ова е важно, бидејќи Законот за превземање на акционерските друштва ги штити малите акционери
кои во постапката добиваат можност да прифатат понуда за откуп на нивните акции по најдобра цена. Па се поставува прашањето, кога веќе во една постапка завршило превземање и малите акционери добиле шанса да ги понудат своите акции, но не ја прифатиле понудата, за веќе превземеното друштвото спровело и друга постапка во иста година. Дали на ваков начин се поттикнува стопанството со непотребни постапки кои значат огромни трошоци за инвеститорите кои ќе плаќаат на институциите за да спроведат такви постапки. На јавноста треба да и се обелодени колку комисијата инкасирала од овој случај и каде ги потрошила овие финансиски средства. Ако комисијата била транспарентна, зошто во извештајот не се обелоденети податоци за мерки и утврдени неправилности кон конкретни субјекти? Нема информации за кого биле поднесени барања, за тоа какви регулаторни мерки биле превземени при следење на пазарот, цените и слично, а не се одржани ниту една отворена седница. Податоците за вложување во странство, споредбени со вложувањата на нашата берза, се поразителни. Што превземала комисијата да ги насочи инвеститорите на домашниот пазар? Во извештајот се наведува дека комисијата ги изготвила новите закони од областа на пазарот на капитал. И не е јасно како таа се јавува во улога на изготвувач, кога Министерството за финансии е носител на овие закони. Во воведниот дел на извештајот, во делот за содржина, подглава 5.2, наведено е дека извештајот содржи и дел за јавни набавки, но во текот на извештајот нема ништо од јавните набавки спроведени од оваа тело. Ова имплицира дека јавните набавки било предвидено да се вметне текстот во извештајот, но тоа не било сторено, или уште полошо, оваа подглава постоела, а подоцна е избришана. И дали е тоа така? Најголема ставка е за преведувачки услуги, и тоа 2.714.000 денари, а со тоа замислете со иста агенција за повеќе години наназад. Во 3 години најголемите набавки се за преведувачки и лекторски услуги со едно исто друштво, и тоа набавка во вкупен износ од 158.000 евра. Од извештајот видно е зголемувањето на расходите на оваа комисија од 15 милиони денари во однос на 2022 година. Затоа, нашата забелешка и нашата констатација и на самата комисија беше дека работењето на оваа комисија не е задоволително и извештајот за работењето на Комисијата за хартија од вредност за 2023 година за нас е незадоволителен и неприфатлив. Ви благодарам.